Добро вечер. Македонија влегува во последните 6 месеци кои ја делат од следната меѓувладина конференција со Европската Унија, која треба да го отвори првиот кластер од преговорите, но земјата е се уште далеко од реализирање на уставните измени кои треба да ја доведат до тоа. Европските емисари во меѓувреме испорачуваат се појасни предупредувања за забрзување на процесот, додека во Брисел се разгледуваат различни сценарии од можните исходи во Македонија. Но дали уставните измени се последното билатерално прашање на патот на земјава до Брисел или акцискиот план за правата на малцинствата кај го насочи патот на Македонија повторно преку Софија. Заострувањето пак на риториката изминативе денови на релација македонска влада, бугарски официјални представници, на се ова некако доаѓа како драмски момент пред конечниот расплет на европската приказна за Македонија. Јас сум Тамара Гранчаровска, со дебатата почнуваме веднаш по рекламите. Почнуваме со дебатата и добро вечер велам за Малинка Ристевска-Јорданова, експерт за Европска Унија, која целата своја кариера посвети на европската интеграција на Македонија, и за Зоран Нечев од Институт за демократија, раководител на Центарот за европски интеграции во институтот. Малинка, ќе почнам со вас. Поточно, пред да почнам, би сакала да слушам една постара изјава од министерот за надворешни работи, дадена пред околу 2 недели, за да не го интерпретирам. Ако може да ја слушнеме изјавата на министерот Бујар Османи. Во однос на Европската Унија имав недела сериозни разговори во Брисел од техничко ниво по однос на тоа кои се следните чекори, кои се сценаријата од варијанта А, варијанта Б, па се до натрешните динамики овде по однос на нашите области, кои што ги имаме по однос на процесот. Значи, сценаријето е утврдено согласно преговарачката рамка, меѓутоа ние, знаете, џаволот е од деталите, се вели, и сакам све да се има предвид однапред размислувањето на сите земји членки, размислувањето на Република Бугарија, динамиката на уставните измени, за да ги имаме сите можни комбинаторики предвид. Значи, нема отстапување од тоа што е зацртано во преговарачката рамка, односно со комплетирање на уставните измени да се почне да се отвори првото поглавје. Ова изјава министерот за надворешни работи ја даде пред околу 2 недели, во која наведува дека се разгледуваат на техничко ниво во Брисел сериозни сценарија за различни варијанти како ќе се движи Македонија кон Европската Унија. Вас ви го поставам првото прашање. Мене, барем кога ја слушнав ова изјава, ми заличи малку необично, бидејќи варијантата Е, варијантата Б беа дадени минатата година, кога Македонија доби преговарачката рамка, каде што точно беше утврдено. Варијанта е А, уставни измени, и она што следи потоа, значи меѓувладина конференција, отварање на кластер или како е предвидено, и варијанта Б е нема уставни измени, заглавување на Македонија на неопределено време, додека не се реши тоа. За какви варијанти сега може да се разговара во Брисел во овој период, кога во Македонија ништо не е јасно што ќе се случува? Уставните измени се заглавени, немаме поместувања по тоа прашање и малку е чудно за какви варијанти може да се разговара во Брисел. Мислам дека појаснување треба да се даде министерот за надворешни работи и неблагодарно ние да влегуваме во неговите мисли, но точно се служувам со вас. Опциите требаше да се разгледуваат минатата година пред да се прифати францускиот предлог и тоа да се прифати свесни дека нема мнозинство за прифатените обврски. Така што очигледно е дека тие опции се и сега валидни, односно сега се станува уште пожешко. Меѓутоа мислам дека се ова е само еден дел од пиар стратегијата да се направи што повеќе притисок за да се поминат уставните измени, односно да се покаже дека некоја втора опција би била полоша од ова. Она што е јасно е дека ние практично ги немаме измерено ни дискутирано тие опции, бидејќи оваа прва опција
како што предупредивме многу пати досега, уште во 2020 година, со нашите пишани документи не водеше кон еден пат на реформи и пристапување кон ЕУ, кој што може да гарантира и стабилност и просперитет и реално пристапување. Значи, процесот беше изместен од старт. Така што и сценарио А и сценарио Б во моментот се за жал негативни сценарија. Мора да има трето сценарио, кое што ќе се подпира на некои малку поконсолидирани темели и поширока поддршка од јавноста и од граѓаните. Бидејќи видовме дека за оваа опција се уште нема поддршка кај мнозинството. Нешто нема, туку има постојано едно високо ниво на отпор кон ова сегашно сценарио. Дали разгледувањето нечев на ваквите сценарија во Брисел укажува дека Брисел се подготвува за немање на уставни измени во Македонија или евентуално во минута до 12 да се смени, како што знае во Македонија многу често да се случи под некакви чудни околности, да се случат работите, но дали се подготвува Брисел за не и што потоа, дали е можно варијација на тема или комбинаторики како што вели министерот на таа тема кога сме на 5-6 месеци, уште толку имаме. Да, видите, мојот одговор нема да се разликува многу од она што го спомена Малинка, кога минатата година кога беше ставен на маса францускиот предлог, заедно со Институтот за европски политики излеговме со документ во кој што ги наведовме таксативно сите ризици кои што произлегуваат од ваквиот предлог. Тогаш кристално јасно објаснивме дека едно од главните проблеми кои што произлегуваат од ваквиот предлог, кој што беше ставен на масата, е дека ние треба да најдеме двотретинско мнозинство во парламентот за промена на уставот. Тогаш мислењето беше дека нема да добиеме подобра рамка, нема да добиеме подобро документ од овие, дека сега е моментот ако не го губиме чекорот со Албанија. Премотуваме касетата малце напред, денеска разговорот ни е ист. Ако сакаме да држиме чекор со Албанија и заедно да почнеме да ги преговараме по главијата, по завршувањето на скринингот до крајот на годината, мораме да ги имплементираме уставните измени. Сега сликата не е многу различна од тоа што беше минатата година, во кој што имаме опозиција која што не се согласува со потребата од уставни измени. Уставните измени мора да се случат. Дефинитивно. Тие се влезени во рамката, тие се влезени во протоколот и истите мора да се случат. Сега, постои некоја маневрација околу, простор за маневар околу самиот протокол или самите уставни измени, може би тоа се некои од овие комбинаторики кои што ги споменува министерот, но тоа се разбира треба да се види за какви комбинаторики станува збор и зошто сега, од кога веќе оваа дебати ја имавме летото минатата година, повторно се отвараат овие дебати, дали треба да се навратиме дека навистина тоа што се случило било непромислено или тоа можеби во тој момент морале да го прифатат така како што е, но дали нешто во процесот сме промашиле за да стигнеме до оваа позиција денеска. Малинка, нешто? Јас имам малку поинаков став во однос на уставните измени, но да не ја отвораме сега таа посебно дебата и да напоменам дека всушност измените не се во преговарачката рамка, туку се во заклучоците на Советот. И во политиката ништо не е неменливо. Имаме такви примери досега. Второ, постојано се кажува само уште ова да го направиме и отворен ни е патот. Скоро па и членка ќе станеме, не само отворен, туку и до крајот на патот сме стигнале. Значи следната лага во целава приказна е дека кога ќе ги прифатиме, односно ќе ги усвоиме уставните амандмани, дека ние ќе ги отвориме кластерите. Тоа не е точно. Значи не е точно. Има тука меѓу чекори. Кога тоа ќе заврши, тогаш дури почнува процесот на има извештај од скрининг треба да дојде, па треба да
се постават одредници, тоа се патоказите, па дури кога ќе се задоволат со тие одредници, дури тогаш може да се отворат поглавијата. Значи, тоа се уште 3-4 меѓу чекори тука. Тоа временски, например, бидејќи секогаш ги интересира луѓето кога тоа би било, еве, ако се биде како што е ноември да завршиме со скринингот, еве во декември да и со уставните, декември да имаме меѓувладината, тоа колку ни бе? Секој следен чекор е политичка одлука. Значи, нема тука, има техничко и има секако, ајде да кажеме, во оценката на исполнувањата, меѓутоа, одлуката е секогаш политичка. Е, само за пример ќе ги дадам. Во Црна Гора, извештајот скринингот имаше 6 месеци по завршениот билатерален скрининг. До исполнување на одредниците за отворање, тоа значи додека се прифатени нивните акцијски планови, во нашиот случај патокази, кај нив беше 10 месеци и уште 2 месеци до отворање. Значи година дена до отворањето. Веќе кај Србија тоа се дуплира. Има 2 години меѓу определувањето на одредниците и заклучок дека одредниците за отворање на поглавијата тогаш беше биле исполнети. Тоа значи задоволство со тие акцијски планови. И тоа во ситуација кога Европската комисија имаше посилна улога во утврдувањето на тоа дали се тие одредници исполнети, сега е пополитизиран процесот, повеќе се вклучени државите членки, во ситуација кога тие ги нема овие услови поставени од Бугарија, кои што директно задираат во кластерот темери и Бугарија успеа да ги практично да ги внесе и во патоказот, односно акцијскиот план за малцинствата. Моја претпоставка е дека кај нас процесот ќе биде многу посложен и ќе трае многу повеќе време, бидејќи тука веќе Бугарија има улога. Значи сега во овој дел кај што се каде што е скринингот, Бугарија нема улога. Тука е со Европската комисија диалогот. Потоа, штом влезе од извештај скрининг натаму во Советот на ЕУ, после се земјите членки и после на секој чекор можеме да очекуваме. Особено кога ќе ги имаат по уставните измени, па кога врз таа основа ќе бараат се што всушност бараа со нивната собранска декларација и со рамковната позиција од 2019. Се што е таму, практично патот им е преку уставните измени да го остварат. Од таму кај нас може да се очекува многу подолго. Значи 2030 нека може да го сметаат за отворање на поглавијата, а не за членство. Ние ова како можеме да го разбереме, значи не како последно, туку како почеток во целиот процес. На сите барања. Зборуваме за уставните измени и на евентуални барања кои потоа Бугарија да ги значи ова е само почеток, бидејќи она што имаме ние, за разлика на пример од Црна Гора, кој што контекстот беше каде подобар, и пак е беше потребно волку време, ние имаме 2 земји членки кои што се директно заинтересирани за да не забораваме Грција тука, да не ја забораваме и Грција во процес, кои што се директно заинтересирани за сите овие елементи. Од тука ние можеме да кажеме дека со договорите, нели, со двата соседа, ние ќе имаме преговори во преговорите. Едно ќе биде задоволување на овие технички аспекти, уште едно ниво ќе има задоволување на се она што Бугарија или евентуално Грција понатаму ќе го бара во самиот процес. Ако минатата година не беше толку јасно, мислам дека станува се појасно со приближувањето, особено што уставните измени се дефинитивно заглавени и мислам дека сме ставени малку во тој безизлез, но никако не запираат пораките, еве постојано доаѓаат од Европа, дали министри, дали председатели кои имаат иста порака, направете ги уставните измени и потоа се ќе тргне. Последното беше на специјалниот пратеник за Западниот Балкан на Германија, господинот Мануел Сарацин, кој ќе го исцитирам за да бидам прецизна, во едно интервју за 360 степени вели дека ако овалите уставните измени не се спроведат успешно, тогаш гледам многу тешкоти во наредниот период, најмалку ќе има големо губење на време, а тоа е доброто сценарио. Во лошото сценарио гледам многу нејасноти на патот на
македонците, на Северна Македонија поточно. И потоа вели важно е да се каже дека одлуката што ќе ја преземе Македонија зборува за уставните измени, ќе треба да ја почитуваме, но исто така таа ќе биде толкувана ако има незауставни измени, на пример при гласањето во парламентот, секако дека тоа ќе го толкуваме како знак дека сега во моментот не сака додат напред кон Европската унија и прашање. Тоа наведува кон прашање кој ќе биде патот на земјата ако таа не сака напред кон Европската унија. Ова се предупредувања за македонската јавност, реални предупредувања. Мене ми е малку директна пораката на Сарацин дека ако не ги направите уставните измени, вие не сакате во Европската унија. Така ова го толкувам неговото. Дали е тоа може навистина така да се толкува и да се стави во таков еден свршен чин земјата. Кој сака? Ја би рекол дека е далеко од реалноста, мислам, самото тврдење дека ако не се прифатат уставните измени, дека ние сме биле незаинтересирани за Европската унија не е точно, не е прецизно, далеко е од вистината, бидејќи нели ние пред колку 20 на година и повеќе ние утврдивме дека нашиот пат води кон Европската унија и сите овие измени кои што на крај сме ги прифатиле биле само за да покажеме интерес дека сакаме да влеземе во Европската унија. Постои сега во моментов еден момент околу предизвикан од војната во Украина, кој што има ефект на целиот процес на проширување. Ако во таа некоја рамка мисли дека сега е моментот и дека не би требало да го пропуштиме овој воз, дека повторно ќе чекаме многу време, евентуално ако се стави прашањето во тој контекст има некаква логика, но повторно би кажал не може да се обвини едната страна за тоа дали е навистина сме покажали интерес или не. На крајот на краиштата ваквата рамка и овие заклучоци беа донесени на ниво на Европска унија, а нас бидат дадени истите да бидат рамки во кои што ние би се движеле како држава. Направен е преседан, кој што преседан сега се надеваме дека нема да биде сооднесува и на другите земји кандидати, но направен е преседан со нашата земја, како многу пати досега, во кој што ние повторно мораме да поминеме низ овој процес на многу потежок начин од сите досега. Инаку, ако се навратам на Сарацин, ми паѓа во очи тоа што го вели доброто сценарио ќе биде изгубеното време, полошо сценарио. Не се дообјаснува, нема да прашувам. Нема да прашувам да го дообјаснува, но сепак ние сме свесни дека како земја дека периодот ако не се спроведат уставните измени ќе имаме еден период на кој ќе мора да чекаме додека тоа не се реализира. Но и под претпоставка сега да завршиме до ноември, дали тука ќе заврши она што вие го начнавте на моето прво прашање, тука ќе заврши за Македонија агонијата на билатерално спорење на незиниот пат кон Европската унија, усвари поточно условување, не спорење, туку условување. Вие ќе го кажав, не туку само го отвори и го засилува патот и отвора вратата. Измените на уставот отвораат уште неколку модуси за Бугарија да може да ги реализира своите барања кои што веќе ги има зацртано, поставено, едногласно усвоено. И таа едноставно едно по едно си ги реализира. Тоа ќе биде само извор за постојан натамошен притисок. Со влегувањето на бугарите во уставот, бугарите како заедница, што веќе министерот ја промовира 2 години пред да се случат било какви, нашиот министер за надворешни работи, без да се случат било какви уставни измени, тој вели бугарската заедница во Македонија, бугарската заедница во Македонија. Значи, тоа ќе биде влез и за влез, ајде да не набројувам се, и во образованието, и учебници, и така натаму, значи јазикот, да не зборувам за овие притисоци околу државјанствата, за бројот, за статистиките, да не ви редам што се и каде се може и ќе побараат да влезат нивни услови кои што ќе бидат за нас нерационални и во моментот незамисливи, како што било незамисливо пред 4 години дека ќе се стави вето. Значи, да не ве плашам со тоа, но од друга страна, нас еве Сарацин и многу други не плашат со што ќе биде ако не се усвојат измените. Што ќе биде? Кои се тие нејасноти? Тоа треба да се појасни. Едноставно, ова е еден усогласен настап
на владата со нејзините странски партнери договорен минатата година за да се направи притисок врз другите политички чинители и целото општество, веројатно, но тие се концентрираат на другите политички чинители, да го поминат. Тоа е едноставно. Затоа што и политички тие не гледаат некои други алтернативи во моментот, а не гледаат подолгорочно, туку гледаат она што е ситуација сега. За нив алтернативата во моментов ВМРО-ДПМНЕ која што има најголема поддршка, не е соодветен политички партнер, бидејќи и според последните изјави, тие се врзуваат со Орбан и со Орбановата Фидеш, која што не е веќе во силната група на европски народни конзервативни партии, и тоа секако не е друштвото во кое што сакаат да ја видат, да ги видат политичките опции во Македонија. Меѓутоа, ова плаше од овие политичко-прагматични анализи да се влегува во некакво плашење на граѓаните на Македонија од нивната иднина е навистина во најмала рака несоодветно. Да поставиме прашање како истиот тој представник кога во неговата држава би се застапувал за вакви измени, или да не кажеме една силна земја како Германија, било која сегашна друга држава членка да прави такви уставни измени под притисок на Европската унија, што ќе каже ако биде во нивната земја? Тоа едноставно не се прифаќа. Таков притисок не се прифаќа, а тоа е еден од принципите, основните принципи на Европската унија, дека се почитува уставниот поредок на државата членка. Тие затоа и прават такви притисоци сега да се смени, затоа што знаат дека како држава членка не може да се направи тоа. Затоа еден од предлозите што ги имавме во тој заеднички документ што Зоран го споминува беше барем ако веќе договара уставни измени, тоа да влегуваше во сила кога ние ќе станеме членка на ЕУ, за да го нема овој притисок во време на пристапувањето и да не биде тоа главното прашање на пристапувањето, бидејќи пристапувањето треба да биде реформа. Ние сега ја немаме реформата на преден план. Ние имаме Бугарија и за жал тоа нема да застане со уставните измени, туку само ќе зајакнува и цело време ќе ги имаме билатералата на преден план, а не усвојувањето, суштината, усвојувањето на стандардите на ЕУ. Минатата година кога се подпишуваше, се завршуваше, оние што се упатени знаат, но широката јавност отпосле ги дозна патоказите, акцискиот план, се она што ќе треба да го направиме за да стигнеме до таму. И тука се отвори прашањето со акцискиот план за правата на малцинствата, каде што сите 27 земји членки мора да кажат поточно да го усвојат она што ќе го достави Македонија како акциски план за правата на малцинствата, вклучително и Бугарија. Сега тука се поставува прашањето дали само преку овој акциски план е влезот на Бугарија со сите нејзини барања за понатака и што е она што остана нејасно и во преговарачката рамка каде што се вклучува членот 12 и се споменуваат документите и она што е нејасно во самиот протокол меѓу Македонија и Бугарија за спроведување на договорот меѓу двете земји. Дали акцискиот план ќе биде тројанскиот коњ во тамошниот процес на Македонија и да ги донесеме уставните измени. Господин Чефеве. Да, значи акцискиот план за заштита на правите на малцинствата, на сите тука влегуваат, на сите, да. Вклучително и на бугарското, ќе биде прилог кон патокасот за владење на правото, кој што ги опфаќа оние две главни поглавја, тоа се поглавјата 23 и 24. Голем дел од елементите кои што се состојат во протоколот ќе влезат токму тука. Така да можеме ние да видиме во овој период, да кажеме, до усвојување на овој акциски план, едно зголемено ниво на провокации и разни елементи кои што ќе им дозволат на бугарската страна да каже дека да го потврди она што они го тврдат веќе некое време, дека овде се прави системска дискриминација на бугарското на бугарите кои што живеат во Македонија. Македонските бугари. И сега имаме
Не знам, не сум сигурна дали сакаат таа терминологија да се користи, но Радев ја користи. Тоа е главно. Сега, нели, ние сметаме, или главната дебата моментално која што се води е дали, нели, со уставните, нели, ако ги направиме уставните измени, дека ни се отвара патот. Сега, доколку го анализираме протоколот, што е подпишан минатата година, во летото, во кој што во тој период, нели, еден ден пред состанокот, ние можеме да видиме дека, впрочем, уставните измени не се единствениот показател или елемент кој што мораме да го исполниме пред, нели, за да ја задоволиме бугарската страна и да нели, да ги отпочнеме преговорите. Затоа ми е малку нејасно ова ниво на неподготовка од страна на државните институции за имплементација на сите овие елементи кои што произлегуваат од протоколот. И не само во однос на овој протокол подпишан со Бугарија. Значи, ние имаме уште еден билатерален договор. Значи, имаме една низа на чекори кои што ги имаме превземено веќе и на кои што дали Бугарија, дали Грција ќе ни се навратат, ќе кажат докај сте со исполнувањето на сите овие елементи од дали протокол, договорот и така натаму. Така да ние имаме покрај уставните измени, тука е говорот на омраза, тука е, нели, темата на историјата, недобронамерната пропаганда од страна на институциите и агенциите, учебниците, имаме, нели, работата на ефикасноста на работата на историската комисија и така натаму, сите се овие елементи кои што произлегуваат од протоколот. Тоа е цела точка 3 од протоколот. Цела точка 3. Е сега, доколку ние сметаме дека бугарската страна ќе биде задоволена само доколку ги вметнеме, нели, бугарите во уставот, мислам дека се лажеме, бидејќи имаме изјава од претседателот Радев завчера. Да, имаме една заострена реторика. Во која што таксативно ги набројува сите елементи кои што ние требаме да ги исполниме. И не застанува само на уставните измени, туку ги споменува сите овие кои што сега ги наброја. Да, таа изјава беше пред неколку дена како одговор на изјавата на премиерот Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, пошто беше таа изјава на претседателот на Бугарија Радев, каде што се уставните измени, токму така ги наброја сите оние делови што се од протоколот, така што станува, мислам, се појасно што Бугарија ќе бара во иднина и дали акцискиот план е тројанскиот коњ, всушност. Прво да се навратам на овие патокази и акциски планови. Мислам дека тука рационален пристап би бил држењето до европските стандарди. Веќе има стандарди во Европската Унија за правата на малцинствата. И ние треба да се држиме до тие стандарди. Да, Бугарија нема да биде задоволна, но остануваат другите држави членки. Затоа што мора да има некој стожар до кој што вие ќе се држите. Во преговарачката рамка тоа е аки, за жал, покрај аки, тука се додадени и другиве услови. За жал, спомната и врската со протоколот, и јас пак малце ќе дебатирам за прашање кое што не се споменува, значи изгледа неважно. Ние велиме протокол, тоа е записник од седница кој што е преведен како протокол, за да звучи како меѓународен договор. Не е меѓународен договор. Тоа е записник од седница на меѓудржавна комисија за спроведување на билатералниот договор. И од тоа се направи документ кој што влезе во заклучоци на Советот на Европската Унија. Значи, овде се направени такви преседани и тие никои детали ги гледаат многу малку луѓе. И тоа едноставно поминува во етерот што нормално кај држава членка, кај професионалци во држава членка не би поминало. Значи, ова е една политичка одлука која што навистина излегува надвор од сите рамки. Но, да се вратам пак на патоказите, значи, единствен пристап кој што е разумен тука е да се држите до стандардите.
А за тоа треба да ги знаете, треба да аргументирате и да дебатирате на иста нога и да бидете и поподготвени од тие од другата страна. За жал, не велам, овде нема да зборувам за капацитетот, но политиката не ги насочува, не ја насочува нашата подготовка на преговорите натаму, кон едно професионално аргументирана дебата која се заснова на аки, на принципите, на стандардите на ЕУ, она што и е во преговарачката рамка. Туку постојано оди кон некакви политички договори да се покаже политички конструктивна, и затоа и се заблагодаруваат за политичката храброст, не за друго, за да донесе такви одлуки, и не посветува доволно време на внимателна подготовка на ваквите позиции и акти и не ги користи сите ресурси кои што ние ги имаме. Денес има многу во Македонија луѓе кои што можат на рамна нога да се носат и учествувале со европски експерти во подготовка на документи. Овде сосема ќе се исклучам. Значи многу експерти кои што воопшто не се користат. Ја нема таа отвореност за да можеме нашите подготовки да ги подигнеме на едно повисоко ниво. Дали е доцна да се направи такво нешто Никогаш не е доцна. Значи, ако се сака, тоа може и текако да се направи. Меѓутоа, проблемот е што ја нема таа волја. Овде се беше насочено кон тоа да се покаже дека ние одиме напред кон Европската Унија. За жал, во таа приказна се изгуби суштината. И сега ние цело време одиме со замајување, уште ова и следното. И уште ова и следното, и приказната е како овчарчето и волкот, ама народот, граѓаните веќе не веруваат. И за жал се дојде во една ситуација и ние кои што бевме најголеми поборници на Европската Унија, да доаѓаме во ситуација никогаш и поостро што би сакале самите да предупредуваме дека ова не е тој начин на интеграција во Европската Унија. Значи, кога еден представник од ЕУ ќе ме каже или ќе ги прифатите уставните измени или вие не сте за ЕУ, тоа делува одбивно и на секој професионалец, меѓутоа делува одбивно и на сите граѓани. Затоа пристапот целосно треба да се смени. Кога пристапот ќе се смени, ние ќе имаме многу отворени опции за кои што може да се разговара со партнерите во Европската Унија и да се исправи една огромна грешка која што е направена минатата година. Да, бидејќи влегуваме од проблем во проблем, а при тоа ја губиме поддршката за Европската Унија внатре во земјата. Не само што не успеваме да ги убедиме. Значи, порано сме имали ситуација во која кога ќе објасниме дека станува збор, нели, за усогласување со европски стандарди, нели, усогласување со европското законодавство и така натаму, скоро и да воопшто немаше дебата во однос на тоа дали треба или не треба. Сега имате дебата дали е потребно сега да се усогласиме, бидејќи, нели, би влегле некогаш. Зошто сега би го брзале усогласувањето со одредено законодавство или, нели, одреден стандард кога нашиот влез е толку далечен. Плюс се гледа дека се е свртено кон таа политика, у кој што главните елементи, она што треба уствари да го правиме како држава во процес на пристапување е, нели, да се усогласиме со европското законодавство и сите оние стандарди, нели, и мерила на кои што почива самата Европска Унија, се претворени во цела дебата околу тоа дали ние ќе задоволиме преку овој процес, и тоа е пред се на политички елементи поврзани со билатералните договори. И од тоа да ни зависи самиот процес на европска интеграција, зашто денеска не зборуваме за проблемите во судството или проблемите со владење на правото, туку денеска зборуваме, нели, за протоколот, записникот, дали зборуваме изјавата на Радев и така натаму. Не слушате вие изјава од министерот за надворешни работи на Холандија кој што кажува дека, нели, независноста на судството не е на највисоко ниво. Тоа ние не го разговараме, токму тоа дека треба да ги прифатиме сите оние елементи кои што ги има во овој протокол со цел да ја задоволиме Бугарија, да ги вместиме бугарите во уставот и да тргнеме напред.
Кога сме го разговараме и тоа, ама за жал назадува. Да, ама за жал назадува. Тоа ми е Се помалку. следното прашање, бидејќи во истиот ден кога беше Сарацин тука, ако не се лажам, во четвртокот беше и генералниот директор на директоратот за проширување, новиот значи директор Герт Јан Купман, заедно со директорката задолжена за Западниот Балкан Микела Матуела. Те имаат регионална турнеја, не беа специјално дојдени за Македонија. Се пишува новиот извештај на Европската комисија, некаде се пресам дека несен октомври би требало регуларно тогаш го објавуваат. Направила Македонија поместување во сета оваа билатерална која имаме во изминатава година, уставни измени напред-назад, работни тела, направивме ли чекор напред во зона што ни беа најголемите критики? Собранието, судството, конечни пресуди за висока корупција, со оглед на она што се случуваше изминативе 2-3 недели, мислам дека ќе имаме голем минус оваа година и по тоа прашање. Малинка? За жал не. За жал токму во оној период кога не убедуваа дека еве ги почнавме преговорите и дека сега кога ќе почнеме скрининг ќе има Малтене Европска унија ќе дојде тука и се ќе ни оправи, ние ги имаме најголемите дебакли токму во кластерот темели. И тоа се случува во 23-ка со судството и со јавното обвинителство. Се случува исто кластерот темели сега со јавните набавки, се случува со парламентот, односно постапката за донесување на законите, веќе во претходни извештаи има опомени. Не гледаме напредок во јавната администрација, напротив. Така што овој извештај Ќе биде во најмала рака ќе Европската унија ќе мора да ги регистрира сето ова. Значи, она што го слушавме како изјава на амбасадорот, во најмала рака ќе влезе како првична верзија во извештајот, ама ќе биде надоградено после со некоја препорака. А не треба многу да се види како. Има извештаи и од другите држави во регионот, кај што имало такви проблеми. И има слични веќе формулации. Така што извештајот ќе биде критичен, но она што е битно се заклучоците од тој извештај. И Европската комисија тука ќе биде политичко тело и во заклучоците ќе се бори да напише дека ние се уште ги задоволуваме политичките критериуми. И да стагнираме и да сме малце назад, ќе се бори да каже како поттек мора сама себе да се вади за тоа што треба да се исполни. Не, тие ќе критикуваат, меѓутоа заклучокот е битен. Во заклучокот е битно само да кажат дека се уште ги исполнувате доволно политичките критериуми, бидејќи тоа е сега важечката формулација, за да се пристапи кон следниот чекор во преговорите и ќе го свртат повторно кон индивидуалните услови, што заклучоците се местото, резимето и заклучоците се местото каде што се става тој политички политички фил на извештајот. А тие недвојбено ќе критикуваат. Не може да не го критикуваат она што се случува со судскиот совет, не може да не го критикуваат она што се случува со европското знаменце. Буквално оние изјави што сега се кажуваат, можеби и воздржани, дури делуваат неутрално, тие веќе се веројатно во првата варијанта на извештајот. Го пресметали, едно подпрашање, го пресметали Македонија тоа упорното обстојување на европското знаменце за овие 5, да кажам, спорни закони за Европската унија, кој отворено излезе и кажа овие закони не се поврзани со европското право и не треба. Ние постојано имаме во извештаите на Европската унија констатирање дека европското знаменце се користи каде што не треба, но ова беше значи прв пат вака да се излезе и за конкретни 5 закони да се каже не, но ни упорно се обсудим дали го пресметавме ризикот, што ќе ни биде пишано, дали ќе се задржи само на тоа Европската комисија. Да, во заклучоците очигледно ќе има балансирање во однос на тоа каква ќе биде какво ќе биде расположението и какви ќе бидат условите за уставни измени или не. Тука ќе биде целото балансирање, но она што може да се можеме да го заклучиме и тоа што произлегува од она што Малинка веќе го објасни е дека поради ваквите лоши резултати во сите овие области
ќе се продолжи со процес на политизација на целото ова со Бугарија. Се ова што се случува со Бугарија ќе продолжи да се политизира не само од страната на Бугарија и од нашата, над нашата домашна сцена, бидејќи јас не верувам дека ќе се случи некоја пресвртница во која што одеднаш сите овие проблеми поврзани со јавните набавки, со судскиот совет ќе одеднаш ќе се решат. Туку ќе имаме еден долготраен процес на политизација на сите овие прашања и единствениот елемент на кој што ќе гледа да обстои оваа влада ќе биде токму решавањето на овие услови поврзани со Бугарија. Дали они направиле проценка на ризикот, дали владата направиле? Ја дефинитивно сметам дека станува збор за пресметен ризик, инаку доколку се водиме од тоа дека како што во многу наврати кажано од страна представниците на владата дека приоритет на оваа влада се процесот на европска интеграција, тогаш немаше да биде злоупотребено европското знаменце на овој начин. Јас сум сигурен дека пред давањето на законите во собранието, дека веќе владата имала неколку устни опомени од страна на делегацијата на Европската Унија, во која што им било истакнато дека ќе бидат јавно критикувани за ова и дека ќе следи изјава од амбасадорот, не дека им дошло, им паднало од небо, но дека они решиле, тоа е тој пресметен ризик, решиле дека ќе идат до крај, ќе го направат ова и дека јавно ќе кажат, значи до сега сме имале многу случаи во кои што европското знаме е злоупотребено од сите. Значи нема една политичка партија која што не го злоупотребува. Но сега имаме прв пат кога јавно кажуваме дека ќе го злоупотребиме, бидејќи би можело некој друг да го блокира овој процес. Да ја заобиколиме блокадата. Така, тоа е многу интересно и за прв пат вака се воведува ова пракса. Така да, ќе видиме, но ја мислам дека доколку се видиме повторно на една иста ваква дебата, кога ќе бидат објавени извештаите, ќе видите дека опозицијата ќе биде главната таа која што ќе критикува дека извештајот е негативен и дека имаме негативни оценки. Дека се користело европското знаменце. А владата ќе биде, на крајот гледате дека заклучоците се позитивни, ќе видиме за неколку месеци, но од прилика дебатата ќе се движи во тие рамки. Мене многу ми е, пред да преминеме на рекламите, ми е интересно сега за користењето на европското знаменце, кога се обвинуваат сите, а точно како што рече Зоран, нема политичка партија која не го злоупотребила изпонативе десетина година. Помилиме ли? Јас ја викам оваа ситуација дупло голо и таков каков што беше прифатени бугарските услови и еден совршен изговор за да се оди назад по реформите, односно да се прави што се има намера политички, само за покритие да се има претходното и се заедно ние сме во губиме, едноставно губиме. Одиме на мала пауза со реклами, потоа продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Разговарам со госпоѓа Малинка Ристевска Јорданова, експерт за Европска Унија, господин Зоран Нечев од Институт за демократија, раководител на Центарот за европски интеграции во институтот. Во финишот сме на емисијата, но го значновме прашањето за европското знаменце, за пресметаниот ризик на владата, но има едно друго што ме мачи. Европската комисија постојано во извештаите повторува за таа злоупотреба, да не се користи непотребно, но сега прв пат излезе и вака јавно. Зошто токму сега избра момент? Затоа што засилува секогаш кога следен пат ќе се направи грешката, а кога веќе вака отворено одите против, тие го засилуваат и го заоструваат тонот. Тоа е нормално да се очекува, меѓутоа сега имаме и една поинаква тежина на сето тоа. Јавните набавки се дел од кластерот темели. Утре може тоа одредница да биде. Значи не покрај патоказија, може одредница во темелот кластери да се постави и од поглавијата. А ова е едно од поглавијата во кластерот темели, кое што е изворедно значајно, затоа што е врзано со
борбата против корупција, која што е хоризонтален аспект на преговорите, настрана што е плюс и дел од спогодбата за стабилизација и асоциација, односно ние бевме обврзани уште во првата фаза да го согласиме законодавството. Значи, ова е веќе назадување од овој аспект во кластерот темели. Вториот аспект е злоупотребата на знаменцето, кое што спаѓа исто во демократски институции, во првиот дел, во делот од кластерот темели, кај што се процедурите за донесување на законите и таа наша, да речем, специјалност во регионални рамки, тоа кај нас најчесто се случува и се случува многу долго време, оваа злоупотреба на скратена постапка, која што редовно се следи и ја има воведено едната влада, па ја искористила, па другата влада ја го совршила тоа користење. И уште забележува Европската комисија дека тие не стојат на договореност што веќе го договориле со Европската унија во рамките на Жан Моне диалогот, ова прашање да се расчисти, односно да се решаваат овие проблеми, а не го прават тоа. Значи, од 20-та година намаму се прават како да не го слушаат. Тоа кога вие се правите како да не ја слушате институциите дека сте глуви, тоа не е начин на однесување. Може да влезете во диалог, меѓутоа да се правите дека тоа апсолутно не е начинот. Затоа има многу прашања околу употребата на знаменцето на ЕУ, но се крши во моментов и деловникот на собранието, во кој што јасно се кажува дека за таков закон треба да има кој е изворниот акт во Европската унија, која е основата, да можат пратениците да го видат тој акт, да видат со што се усогласуваат, со што не се усогласува. Ние практично сега со европско знамце, владата практично сега со европско знаменце протнува закони кои што постигнатиот степен на усогласеност го нарушуваат. Законот за работни односи е еден од тие примери. Значи, ние уште не почнати, веќе го рушиме системот кој го успостави Европската унија и токму и тоа во кластерот темели. Тоа може директно да го врзете со на прво прашање, колку ќе ни се одовлече овој процес? Да. Со самите овие елементи, ние уште пред започнати веќе го одовлекуваме. Си додадовме одредница. Не можеме ние да обвинуваме некој друг за ова. Затоа тој пресметна ризик, ама исто така е колку ствари ние самите придонесуваме кон ова пролонгирање на самиот процес, бидејќи ако ви е приоритет преговорите, нели, членство во Европската унија, вие немате да го злоупотребувате вака јавно, кај што имате реакција директна и кој што тоа директно се поврзува со кластерот темели кој што ви е прв и најбитен од сите останати. Така да тука е тој пресмета ризик и дури не е ни само тоа, знаете, кога гледаме ние на приоритетите, окей, кажуваме дека ние сме за Европската унија и сакаме да се интегрираме, ама истовремено вие главните елементи врз база на кој треба овој процес на преговори да се движи, се уште не се утврдени. Ние се уште имаме преговарачка структура, нели, за преговори со Европската унија, кој што не е пополната. Ние не знаеме, ние немаме имиња врзани со позициите кои што ги имаме утврдено. Значи, ова е разговор кој што ние го водиме и нели апелираме, па неколку години наназад. Сега ние имаме структура, но се уште немаме утврдено имиња кој тоа во наше име ќе преговара во Брисел. Така да секогаш кога нели имаме онаа општа флоскула приоритет за нас, за оваа влада, за било која друга влада, приоритет е Европската унија, тогаш треба сите овие елементи да видиме како оваа влада сега или било која наредна во иднина се однесува поврзано со сите овие елементи кои што до сега зборувавме. Тогаш кога ќе видиме дека навистина работат на сите овие елементи, ќе утврдиме навистина приоритет на оваа влада или на било која натаму е процесот на европска интеграција. Другото би било само флоскули и поврзано и повторна политизација, поврзано со билатералните договори, кои што уште еднаш ќе напоменам, не се секогаш нели злоупотребувани само од другата страна, туку и од нашата страна исто така. Би сакала да завршам со она што се случуваше вчера во Брисел, содржа Министерски совет на Европската унија и стандардно
Потоа има средба со министрите од Западниот Балкан, заеднички состанок. Потоа министерот за надворешни работи на Македонија потоа даде изјава дека земјите од Западен Балкан било разговарано за интегрирањето и дека се бара од страните земјите на Западниот Балкан фазно интегрирање, поточно како што ќе се затворат поглавјата и ќе се интегрираат, поточно ќе се отвараат политиките европските, интегрирање во оделни политики, европски политики земјите кандидати, така да се отвараат и фондовите на Европската унија, зборувам за оние структурни фондови на Европската унија, низините фондови. Во преговарачката рамка има една формулација за брзана интеграција со политики, но и со користење на фондови, но не на тие фондови. Дали ова можно, особено во услови кога еве на пред 10 на ден Европскиот парламент побара од Европската комисија реконсолидирање на буџетот поради давачките кои ги има поради COVID-19? Значи, се е можно, ако има политичка одлука. Особено што парите за Западниот Балкан се може би нелюбезно да се каже кон европските даночни обврзници, меѓутоа тоа се мали пари во споредба со сите други држави кои што влегувале во ЕУ, а да не зборуваме трошоците за Украина. Значи, она е зашто станува збор и неколку предлози веќе имаше и ние учествувавме преку заедничката мрежа, како Институт за европска политика, преку заедничката мрежа ТЕН, за фазно интегрирање, во кое што, зависно од тоа какви ги се резултатите во процесот, вие ќе добиете пристап до учество во тела и што е најбитно пристап до фондови, до третата фаза кога практично целосно ќе учествувате, освен правото на глас. Сега има тука според мене еден проблем што ова ги релативизира барањата. Значи, колку повеќе фази се определуваат и нови условености, само се усложнува системот на морковот и стапот, кој што и сега не функционира, ама тоа е исто посебна тема која што треба да се отвори. Втората работа е, ако има политичка волја, тоа може да се реши, особено што сега има, така го велат midterm review, еден преглед на буџетот на финансиската перспектива на средина, кога можат да се направат одредени корекции. Но за тоа, велам, не се покажа досега политичка волја од Европската унија. Значи, она што од друга страна, пак по широкиот контекст, Олаф Шолц на 9 мај кажа дека треба да се забрза проширувањето и тука тоа беше издвоено во изјавите од неговиот говор, но никој не издвои дека кажа дека проширувањето ќе стане само со реформирана ЕУ. Тоа значи кога ќе се сменат основачките акти, односно кога ќе има нова измена на договорите, а за тоа процедурата не е почната, трае неколку години, сега може да трае многу подолго поради сложеноста на самата Европска унија. Што значи дека оваа временска рамка е многу подолга од колку што овде се наметнува. Прво тоа да го расчистиме. Дека е многу логично да се бара пристап до средства и пристап до пазар, би рекла, кој што не е на преден план. Обично се ставаат учество на состаноци и така натаму. Не, на преден план треба да биде она што е во интерес на бизнисот и на граѓаните. А тоа Европската унија може да го даде побрзо и преку постојната правна рамка. Има модуси за тоа и тоа треба да се бара веднаш. Значи, фазите малку, според моје мислење, ги релативизираат барањата. Пристап до пазар и фондови се двете барања кои што дефинитивно треба да одат од регионов, меѓутоа со обединет збор кој што исто за жал сега го немаме. Господин Ечев, за крај, сосема сме на крај, кратко, дали со ова барање регионот, еве вклучително Македонија, се подготвуваат на подолг рок, веќе еве официјално да чекаат на влез во Европската унија, дека според ова што го каже госпоѓа Јорданова, тоа очигледно ќе биде случај? Па добро, тоа може да биде случајно доколку ние ги исполниме реформите поврзани со овие phasing in елементи кои што нели ги објаснува во самата
во самата ги има кај нас во преговарачката рамка, ги има преговарачката рамка на Албанија, ги има во преговарачката методологија и така натаму. Доколку ние сме спремни на такви јаки реформи, кои што може да дадат резултат на кус рок, а тоа идејата е на покус рок, да не чекаме за сите бенефити од членството во Европската унија на крајот од преговорите, туку нешто да добиеме и во меѓувреме, доколку државата нашата, а и земјите во регионот се спремни на таква забрзана интеграција, тогаш не гледам никаков проблем тие да се заангажираат и тоа да го остварат. Но исто така е дали ние како држава имаме капацитети таквите реформи да ги исполниме. Понатаму следно е прашање дали ние, имајќи го предвид дека постоењето на овој пристап, дали ние досега сме барале во кој се тоа политики ние сакаме да бидеме интегрирани. Јас, може владата знае. Немаме информации за тоа. Значи, немаме никакви информации од билатералниот скрининг во кој што всушност беше повикана владата да каже во кои области бара забрзана интеграција. Значи тие веќе досега требало да изразат на билатералниот скрининг, но таа тема не ја начнавме. Немаме никакви информации за тоа. Али повторно се навраќаме на тоа, прво треба да го завршиш домашното, технички да се подготвиш, за да знаеш кога ќе одиш во Брисел, што ќе бараш. Поради ваквата недоволна техничка, политичка подготовка, стигнавме до францускиот предлог и затоа сега ќе ги трпиме последиците од таквиот предлог. Затоа доколку сметаме дека преку политички маневри можеме да ги речеме овие суштински елементи од процесот на преговори, се лажеме. Само треба да седнеме, да засукуваме ракавите дома и да почнеме да работиме и затоа ние повикуваме на овој системски пристап за имплементација на сите елементи кои што произлегуваат од билатералниот договор, бидејќи тие предизвикуваат не само проблеми во преговарачкиот процес, туку имаат директни последици врз граѓаните. Само земете го промената на личните документи за кои што зборуваме денеска. Колку пари граѓаните треба да издвојат за сите тие. 5 години по отварањето на преговорите беше, нели? За пари и колку се чека. Во договорот преспа. 5 по отворањето на поглавија, не се отворени. И сега видете колку мора да завршуваме. Тука истекува времето, се надевам дека ќе имаме уште многу дебати, многу прашања остана и отворени и недозавршени. Особено околу ова фазното пристапување. Ви благодарам на учеството, вам ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телма.